14 урбани и 19 месни заедници на територијата на општина Велес ке посети градоначалникот Славчо Чадиев во наредните 30 дена. Урбаните заедници Славе Петков и Трајко Капчев беа првите локации каде градоначалникот оствари средба со граѓаните. Целта на овие посети е да се задржи меѓусебниот контакт, да се добијат директни и точни информации од терен, да се разговара за проблемите и да се пронајдат решенија, вели градоначалникот Чадиев. Традиционалните средби, од кои што ние планираме да изведеме заклучоци, што се работело, како се работело и што им е најнеопходно на граѓаните на општина Велес. Во секој случај тоа се ќе бараме нивното мислење, ќе бараме нивните приоритети, бидејќи ние сето она што го работиме во соработка со граѓаните на општина Велес, како и сега, така во минатото, така ќе биде и во еднината, за да можеме на крај сето тоа да го срочиме, нели, во една 4-годишна програма која што ќе ја посочат и која што ќе ја побараат граѓаните на општина Велес. На средбите покрај градоначалникот присутни се и дел од советниците и представници на одредени институции, кои директно ќе одговорат на прашањата со кои се засегнати граѓаните. Што во наредниот период до 1 август ќе имаме средба непосредна со сите и од тоа ќе извлечеме своји заклучоци кои што ќе ги предложиме понатаму на комисијата која што ќе работи сите овие прошалници и забелешки и сугестии и предлози во овој период што следи, за на крајот го извлечеме кој што го излаковме минатиот пат пред 4 години, кога почнавме истата таа програма да работиме за претходните локални избори. Задоволни од досегашната соработка со градоначалникот и локалната самоуправа, председателот на урбаната заедница Панче Недев вели дека од ваквите средби се решени многу проблеми на граѓаните. Имаме добра соработка со градоначалникот, имаме многу проблеми решени, што самите граѓани тука оваа местна заедница се ги побарале и им се направени. Пример на ракохвати горните делови што се за патишта, комунални некои дејности и некои други работи. Покрај тоа што секој граѓанин во текот на средбите ќе посочи приоритет кој треба да се реши, тој ќе има можност на анонимен анкетен прашалник да ја оценува и работата на локалната самоуправа.